Струмица е следна на листата градови во кои ќе има поголем опфат на граѓани за вакцинација против COVID-19. Како што информираат од Министерството за здравство за Канал Вис, уште утре ќе почне адаптацијата на една од спортските сали во градот со поставување на пунктови за вакцинација. Министерот за здравство вели дека во земјава пристигнува доволен број на вакцини, па ќе има за сите заинтересирани граѓани. Денеска стигнуваат околу 10.000 вакцини на Pfizer, по 5 од нашиот договор и овој систем за солидарност на Европската унија. Според најавите, донацијата од кинеската армија на 15 мај, тоа значи за време на викендот, и согласно сите тие најави ние го правиме и распоредот за делење на вакцините ширум пунктовите. Граѓаните кои што се вакцинирани во Србија ќе може да се ревакцинираат во земјава, но само тие што ја добиле вакцината Sinopharm или Pfizer. Сите кои што се вакцинирале со вакцината на Pfizer или вакцината на Sinopharm може да се ревакцинираат кај нас. При тоа, до крајот на оваа недела ќе има еден посебен дел на сајтот вакцинација МК, а во меѓувреме може да се пријават преку матичните лекари и тие ќе добијат термин за ревакцина. За сега останува мерката за носење маски на отворено. Според министерот, оваа одлука може да се промени најрано за една недела. Односно следен чекор би бил, сега навистина рано да кажеме кога би било тоа, да се носат маски согласно оние препораки кои што важеа претходно. Само во група надвор, односно кога е граѓанин сам или се движи и така натаму, да не ја носи маската. Но ќе повторам, за сега е рано, тоа ќе биде нешто следно за што ќе разговараме. Утрово иницииравме дискусија, заклучокот е дека треба да почекаме уште недела или две. Последните 2 дена во Струмица се пристигнати нешто помалку од 500 дози од вакцините Pfizer и Sinopharm за вакцинирање на граѓани над 70 години.